Девојчето и 12 месеци. Една вечер си седела во дворот една мајка со ќерка си, облечена убаво, а покрај неа стоела незината пасторка, тажна, слабичка и парталава. Кога се стемнило, мајката ѝ рекла на пасторката: "Оди чумо да донесеш од изворот вода, да не се вратиш." Девојчето послушно взело 2 стомни и тргнало во ноќта кон изворот. Кога стигнало до него, гледа чудо. Околу изворот седеле 11 мажи, едни високи, други ниски, трети стари, сите наредени во круг на едно тркало. Тука била и една баба. Девојчето исплашено и со трепет им пришло и тивко им рекло: "Добро вечер, добри луѓе." Старата баба се намуртила, веднаш ја отворила устата и ја прашала: "Ние сме, девојче, 12 месеци. Ајде кажи кои месеци се поубави, а кои лоши во годината." "Златна бабо," одговорила девојчето, "сите месеци се од убави по убави. Нема лош месец во годината." "Ај наполни вода и оди си, златно девојче," рекла бабата, "да си благословено и на секој збор од устата да ти паѓа по еден златник." Девојчето се вратило со водата кај маштејата, а не и за јат ја фатило кога видела дека при секој збор од устата и паѓа по една златна пара. Утре вечерта пак си седеле во дворот мајката, ќерката и пасторката. Кога се стемнило, мајката ѝ рекла на ќерката: "Појди, чедо, сега ти по вода. Белки ќе се вратиш и ти со златна уста." Ќерката ги зела 2 стомни и пошла во ноќта кон изворот. Кога стигнала, гледа чудо. Пак околу изворот седеле 11 мажи и една баба, наредени сите во круг на едно тркало. Исплашена ќерката се стаписала, та не рекла ни добро вечер. Тогаш отворила уста бабата. Ја прашала: "Ние сме, девојче, 12 месеци. Ајде кажи кои месеци се убави, а кои лоши во годината. Па и малите деца знаат кои месеци се полоши," одговорило девојчето. "Еднаш јануари и февруари се најлоши, а Марта е најлуда, со 300 умишта. Ај наполни вода и оди си, злобно девојче," му рекла бабата. "На секој збор од устата да ти излегуваат змиулчиња." Кога ќерката се вратила дома, едно прозборување од устата почнале да излегуваат змиулчиња. Мајката бесна, избезумена, почнала да вика и да ја тепа својата пасторка, а златното девојче, од што ја молело со милни зборови, се засипнало во блесокот на илјадниците златници што му паѓале од устата.